Наместо да се запише во средно музичко училиште и да го следи својот сон, девето оделенец во Лозово ќе повторува девето оделение, бидејќи според неговиот татко детето е од албанска националност и е жртва на верска, етничка и политичка дискриминација. Додека неговите врсници се подготвуваат за средно, тој останува дома во својата соба, затворен помеѓу 4 ѕида без желба да види некој. Таткото Елвир Азировиќ револтирано винува дека со оваа одлука му е пресечен патот кон музичкото образование, што го посакувал и за која имал талент. Азировиќ додава дека покрај неговиот син, годинава во истото училиште ќе повторуваат уште 4 други ученици, од кои 4 се од заедницата, а само еден е македонец. Револтирани сме од страна на оваа школа тука, од директорот, од поедини наставници, од поголемиот дел на рководството. Затоа што, според мене, тука се работи за голема верска, етничка, национална и политичка дискриминација. Моето дете е од албанската националност, повтарано е со само 3 единици, од 9-то оделение, и други 3 деца, кои исто се од другите етнички заедници, и само едно е повтарано од македонската националност. А замислете, 90 деца учат тука, од тие 90 само едно е повтарано од македонската националност и 4 од другите националности. И тоа најповеќе предметот македонски јазик, од една иста наставничка, што според мене таа едноставно не ги сака децата што не се од македонската националност. Детето ми го пропасти. Детето ми го затворија во 4 ѕида. Детето имаше толкава желба, едва чекаше да заврши 9-летка да се запише на средно музичко, затоа што е музички талентиран. И ништо друго не го интересираше, само музичко. Азировиќ вели дека лично отишол кај директорот во училиштето за да разговараат за ситуацијата. Според средбата тој заклучил дека проблемот е и политички, бидејќи директорот според неговите кажувања не добил поддршка од повеќето на локалните избори. Дополнително прашува зошто наставничката по македонски јазик како пензионирана и понатаму продолжува да работи во училиштето. Певка директорот. Му поставив 3 прашања. Към директорот дојдов само да ми кажете зошто го повтаравте Алмин. И второто прашање беше колку деца учат. Вика 90. Третото прашање викам, кажете ми колку деца повтара. Вика повтара 5 деца. Викам, од тие 5, 4 се од малцинството, нели? Од турската заедница, од албанската. Вика, зошто гледате на таа карта? Директора, не гледам ја на таа карта, него вие сте го направили тоа. Да биде таа карта. Вика, јас не гледам така. Испаѓа дека нашите деца не знаат македонски јазик, а другите сите знаат. Затоа што најголемиот дел од тие деца имаат единица по македонски јазик. И тоа е една пензионирана наставничка Пленче Китанова. Пензионирана е, се уште ја држат. Зошто е тоа така, треба некој друг да ја праша. Како да нема млади наставници, како да нема кој друг да предава, освен она, или само она знае македонски и никој друг. Вика, додека вие мене ме поддржувавте, и јас се поддржував вас. Што значи, сака да каже со тоа? На последните локални избори, тој формира листа за советници, како носителна листа. По негово кажување, ние не сме го поддржале на таа советничка листа него, мада он пак е влезен во тој совет, али ние не сме го поддржале и ете како ни се реваншираат преку децата. Директорот на училиштето Горан Чевелков ги отфрла обвинувањата за етничката, верската и политичка дискриминација. Тој тврди дека одлуката ученикот да ја повторува годината е донесена врз основа на неговиот успех и документирани резултати во текот на наставата, а не поради било какви други причини. Ученикот е еден од учениците кои ќе повторува годината во 9-то оделение, тројца ученици ќе повторуваат во 9-то оделение. Не се согласувам со ставот на родителот во врска со тоа дека ученикот е со намера повторување, дека самите наставници се однесувале субјективно во неговото оценување, бидејќи за тоа имаме докази, факторност, аргументи кои се водени низ текот на годината, а тоа се пред се доказите од
тестирањето од устните одговори и се онаа што ученикот е следен по предметите и по кои има слаби оценки или има незадоволителни. Ученикот повторува со 3 единици, уште еднаш ќе потврдам, не е еден од учениците, туку има 5 ученици за жал која оваа година ние со тоа не се храбриме како училиште, туку и кај нас превладува емоцијата и емпатијата, но сакаме на учениците да помогнеме со тоа што сакаме да ги натераме да учат и да знаат. Станува збор за ученик кој има во континуитет слаб успех низ годините на назад и 7 и 8 оделение, но тогаш беше помина 9 оделение се случи да кај ученикот не преовладува она што му се сугерираше, она што му се укажуваше кога ученик дека треба да седне и да одговара. Овие единици кои во моментот му останаа како 30, исто така единици кои низ сите овие тромесечија му се провлекуваат како слаби оценки и на крајот завршниот добива на незадоволителна оценка или оценка 1. Во моментот е тоа што можам да кажам. Според директорот Велков, во училиштето се работи транспарентно, како што каже интересот кај младите да учат на ниво на државата во денешницата е слаб, а според него тоа произлегува од модерните технологии и нивниот неинтерес за учење. Вели дека често низ годините оценките на учениците дури им се поклонувани и дека се незаслужени. Се зависи од родителската грижа и посветеност на ученикот, тврди Велков. Целосно го демантираше и случајот со наставничката по македонски јазик, истакнувајќи дека станува збор за наставник кој во февруари требало да замине во пензија, но законот и дозволил да продолжи со работа.